регион. Историското искуство не научи да не се плашиме од различните, туку да ја прифатиме и почитуваме различноста. Во сите наши државотворни акти, од Крушевскиот манифест, па се до Рамковниот договор, се провлекува суптилната нишка на инклузивност на различните етникуми. Нашиот модел на соживот надживеа државни системи и идеологии, војни, конфликти и бројни кризи во меѓувреме. Се разбира, тоа не значи дека имаме луксус да живееме на стара слава. Работата е далеко од завршена, затоа што прашањето на меѓуетничка кохабитација никогаш не може да го архивирате како дефинитивно одговорено. Ни треба многу поголема политичка и институционална поддршка за помалу бројните етнички заедници, со цел да го зајакнеме специфичниот македонски модел на соживот. Наспроти некои толкувања, Рамковниот договор не е само македонско-албански договор, туку е договор за сите. Договорот подразбира целосна интеграција во институциите на државата, не само на албанците, туку и на сите етнички заедници во Северна Македонија, независно од нивната бројност. Во тој контекст, многу пати досега имам кажано дека внесувањето на помалите етнички заедници во Уставот, вклучително и на бугарите, нема да ја загрози безбедноста на државата, ниту ќе ја разниша нашата внатрешна стабилност. Токму затоа